Господин Апасиев, нема некој што не е засегнат од пандемијата на коронавирусот, не само кај нас, туку во целиот свет. Како вие го поминувате секојдневието, ве прашувам пред се како граѓанин, имајќи го во предвид тоа дека во последниот месец е воведен и полициски час со кое е ограничено движењето на сите граѓани во Македонија. Па така, па добро, јас го почитувам полицискиот час, иако е еден од најрестриктивните во Европа и работам од дома, така што работно го поминувам овој карантински период, со тоа што сме сега во фаза на испитна сесија, колоквиумска недела, активностите со левица се тековни, така што работно го поминувам. Така, денеска до собранискиот спикер 35 пратеници од неколку политички партии од власта поднесоа иницијатива за свикување на итна седница преку која се бара на дневен ред да се најдат двете одлуки на председателот на државата за воведување на вонредна состојба. Во меѓувреме вие поднесовте иницијатива до Уставниот суд за поништување на оваа одлука на шефот на државата. Сметате ли дека собранието сега може да одржи седница и да заседава и зошто одлуката на председателот ја сметате за неуставна? Прво да разјасниме, собранието се распушти во јануари и од тогаш ние немаме пратеници. Така што овие подписи кои тие ги поднесуваат, може да ги поднесуваат само како граѓани, веројатно, бидејќи ние немаме пратеници и немаме ефективно собрание. Тоа значи дека Талат Џафери, како вршител на должноста председател до трансферот во овој интеррегнум период на меѓувластие, тој технички ја врши позицијата и тој нема право да свика седница на собранието. Тоа значи дека еднаш распуштено собрание толку веќе не може да се свика, така што не знам која им е целта на Социјалдемократскиот сојуз да бараат свикување на собранието. Тоа, впрочем, ако сакаа да го направат, требаше да биде пред Пендаровски да прогласи вонредна состојба, бидејќи веќе е искористен уставниот основ кој вели дека во случај собранието да не може да се состане, таков е тој случај, Пендаровски си прогласува вонредна состојба и тука немаше ништо спорно, значи ова е после свадба тапани. Тие не можат да се состанат, дури и да се состанат, тоа ќе биде нелегитимно заседание. Џафери тоа го знае, веројатно, знае дека тој може и кривично да одговара после тоа, доколку го свика таквото собрание, така што мислам дека ќе си достои на зборот да не се свика ова собрание, бидејќи не може да се свика. Во поглед на нашата иницијатива до Уставниот суд, да биде појасно за гледачите, ние ја спориме втората одлука на Пендаровски, бидејќи во првата нема ништо спорно. Втората е спорна во целост и затоа ние бараме ретроактивно поништување по итна постапка од страна на Уставниот суд со времена мерка, тоест решение со кое ќе се запрати од извршување сите поединечни акти, тоа значи владата да не може да носи уредби со законска сила. Сметате ли дека Македонија добро се справува со оваа пандемија? Владата вчера донесе одлука ригорозните мерки да ги замени со поблаги. Ги оправдувате ли досегашните мерки кои досега беа во насока на спречување на ширењето на коронавирусот, особено тоа дека се наоѓаме во една состојба во која е ограничено едно од основните човекови права, а тоа е правото на движење? Така, па Македонија спаѓа во групата на земји која има воведено на европско ниво најрестриктивни мерки. Впрочем, 85 часовен полициски час немаше никаде во Европа, така што мислам дека мерките се пренагласени, пререстриктивни и, што е најтрагично, несинхронизирани. Делуваат како раштиман оркестар, што се гледа и во некои од случаите, како на пример во Куманово, кога локалните кризни штабови бараат едно, централниот кризен штаб дава друго, и обратно. Така што фали една синхронизација на централно ниво за добро справување. Впрочем, говори и фактот дека ние на цел Балкан имаме најголем број на заразени медицински лица, тоа значи медицински персонал кои се првата фронтлайн борбена линија, тие најмногу настрадаа, токму поради тоа што ние имаме најмали вложување во здравството, во јавното здравство во сите овие години, така што видовме дека овие неолибералистички политики на одлевање на пари за се друго, а немање за основни потреби на граѓаните, дека не даваат со плод и дека владата чека практично
асоцијација на специјализанти или други невладини организации да и прават визири и да и донираат маски и ракавици, а не таа тоа да го прави. Да не го заборавиме економскиот момент на кризата. Жалосно е што пониските класи на граѓани, зборуваме во материјална смисла, го понесоа товарот. Значи, тие има илјадници луѓе кои се бркани од работа, на кои им се менуваат договорите, им се намалуваат платите. Од друга страна, ние сме единствена земја која ја решава кризата со зголемување на цената на нафтата, а не со намалување. Од друга страна, банките повторно профитираат на грбот на обичниот народ со екстра камати и лихварски анатоцизми, течење камата на камата и слично, така што мислам дека тотален хаос се случува. Сета среќа што народот е присебен и ги почитува препораките на здравствените власти, инаку гледаме дека половина влада ни е практично во изолација, токму поради тоа што има еден општ хаос во справувањето со корона кризата. И само да напоменам една битна поента. За справување со корона кризата не ви треба вонредна состојба. Вонредната состојба кај нас се воведе за да се одложат изборите. Додека закон, бидејќи ние немаме лекс специјалис закон за вонредна состојба. Тоа значи и во вакви ситуации се применува законот за управување со кризи и законот за заштита на население од заразни болести. Тие два закони се клучни. Сите овие мерки што ги буквално сите, не постои исклучок, се преземени врз основа на овие два закони. За тие закони да ги применувате, вас не ви треба вонредна состојба. Од тука непотребна е компликацијата за повторно прогласување на вонредна состојба и јас се надам дека Уставниот суд ќе ја поништи.